Жестината со која се појавуваат пожарите на отворен простор не се намалува. Во текот на вчерашниот ден имавме најмалку 31, од кои што безмалку сите се предизвикани од човек, најголемиот дел од нив ненамерно, од небрежност, но одреден број на пожари се предизвикани намерно, односно с умисла. Сите институции работат на откривањето на сторителите, но уште еднаш го повторувам апелот до граѓаните да го пријават секое сомнително однесување, особено жителите кои што се наоѓаат на подножието на планината Китка, односно посед Драчево, на територијата на општина Студеничани, бидејќи имаме индиции дека токму тука одредена група намерно, секојдневно, повторно го распалува пожарот, кој што ние упорно се обидуваме да го изгаснеме. Во текот на денешниот ден действуваме со ер-тракторите на дирекцијата, како и со полицисти од хеликоптер. На неколку правци е постигнат значаен напредок. Во овој момент не е загрозено ниту едно село кое што се наоѓа околу линијата на пожарот. Исто така, особено сум горд на она што вчера се случи големиот пожар кој што избувна во аторот на село Долно и село Горно Чичево, пожар кој што беше многу комплексен, зафати многу голема површина, претежно со сува трева, грмушки и трња, пожар кој што доцна во ноќта, пожарникарите успеа да го стават под контрола, а веднаш потоа и целосно да го изгаснат. Покрај овој пожар активна и депонијата во Кавадарци, но повеќе информации за неа може да се добие од локалната самоуправа. На лице место се наоѓаат пожарникарите, како и 2 БТР на дирекцијата, кои што помагат доколку има потреба од ладење на самата депонија.